Па во име на овој 3 декември, иако нашиот утрински пријател, мој некогаш и колега од факултетските денови, почитуваниот Гоце, кажам, не би требало само 15 октомври и 3 декември да бидат, нели, можеби толку нотирани како датуми, затоа што, нели, тука се 365 дена во годината за предизвиците, кои што некој пат овие наши пријатели и семејни луѓе се соочуваат, можеби со предизвиците околу инфраструктурата, целата стратегија и системски недостаток во земјата. Инаку веќе чисто само да споделиме преку сликата на илустрации малку околу денешниот датум, започнувајќи од 92-та, 3 декември, всушност на некој начин ни дава одбележен на меѓународниот ден на лицата со попреченост со цел подигнување на свеста за правата. Според претпоставките на Светската здравствена организација, некаде по пандемијата, баш ги читав тие податоци, денес сигурно процентот е многу поголем, дека околу 15% од светската популација се соочува со некаков вид попреченост, која што е дел од секојдневието, имајќи предвид дека секој човек во некој период од својот живот ќе се најде во ситуација на времена, некој пат за жал и трајна состојба на попреченост. Денес повеќе од 1,3 милијарда луѓе се соочуваат со значителна попреченост, што представува 16% од вкупното светско население. Многу луѓе со попреченост, за жал и некој пат, според оние статистики, и смртноста е за жал тука и присутна, бидејќи се изложени на повисок ризик некој пат да се развијат и низа здравствени проблеми. Меѓутоа, конкретно со оглед на повеќекратните кризи со кои што се соочуваме денес, светот не ги исполнува можеби во зададениот рок оние бројни цели кои што се конкретно да им се обезбедат условите за околу стратегијата и предизвиците. Конкретно овој пат ќе говориме во нашата земја, го имаме за наш утрински пријател, мојот колега од факултетските денови, ќе ми простиш Гоце, меѓутоа сериозно можеме да се сетам од пред неколку години дека сме имале сепак некако интервју во Телма, ама драго ми што те гледам жив здрав тука со нас во студиото на овој денешен датум и покрај можеби напорите сепак и присуството да имаме твојата сопруга поради за жал мала несакана состојба вчера во текот на својот работен ден. За сега е добра, тоа е најважно. Ќе имаме во некоја следна прилика, па можеме како брачни сопружници и другари да ви имаме споделувајќи вашата приказна. Добро утро. Добро утро. Добро утро до вас, добро утро до гледачите на вашата емисија, на вашата телевизија. Благодарам што ме поканивте и чест и задоволство ми е што сум ваш гостин или дел од вашата програма. Мене ми е уште подраго на Ивана, а и што те гледам после толку години, ве повторно ќе кажам за оние кои што еве не знаат. Јас и ти делевме што се били студентски клупи и часови со колегата Павле, Александар, Кристина и така натаму. 2005-2008. 2005-2008 генерација на Универзитетот за Свети Кирил Методи и подсек новинарство, каде што всушност и нашата Ивана во студијама завршена, така што тука сме ние, сме денес колеги новинари. Така. Ми ги другото. Секако. Гоце, она кое што денеска ќе го зборуваме и така споминавме дека треба да се споминува почесто, а не само 2 дена во годината, но како и да е, важно е да се обрне внимание и да некако се влезе во вашето секојдневие за предизвиците со кои што најчесто се соочувате. Ако зборуваме за она што сите други луѓе треба да го разберат за животот на лицата со оштетен вид. Ако зборуваме за тоа што треба да се овозможи како услов за добар живот, за функционирање во текот на денот и она кое ве прави рамо до рамо со сите останати граѓани. Така. Значи, најпрво ќе го спомнам, мислам, во изминатиот период што се соочувавме не само ние, и вие и сите граѓани во град Скопје, па и од внатрешноста кој што тука престојува превозот, јавниот превоз. Значи, јас, како што кажате, сум лице со 100% оштетен вид и не можам ја да седнам во возило, да си го запалам и нели да си стигнам онаму дока што треба. Јавниот превоз овдека беше преголем проблем не само за мене, за сите други. Од друга страна, значи здравствениот систем ние исто така проблем не само за нас лицата со попреченост,
и верувам и за другите, меѓутоа за нас многу повише за разлика од вас. Друг проблем исто така со кој што можам да кажам дека се соочуваме е инфраструктурата. Најблиско што ми е мене, што можам одма да го посочам како пример е поликлиника Ѓорче Петров. Не е само за мене проблем е и за лицата што се во количка или оние кои што имаат телесно оштетување. Они ги запазиле оние стандарди што ги пропишуваат да има секоја установа рампа. Меѓутоа таа рампа под кој агол е? Значи, вие што сте вие, па не можете да се искачите по таа рампа, не лице кое што е со количка. Исто така, во таа поликлиника нема достапност, нема лифт на вториот кат како ќе се качат. Значи, не е само таа установа, има многу други, али пошто таа ми е најблиско и затоа ја спомнувам неа. Јасно. Пошто и секогаш кога имам потреба, јас прво таму се обраќам. А да не земам да кажувам сега, нели, и клиника Мајка Тереза и 8 септември кои што треба да обслужуваат апсолутно максимално секако. Јас повторно ќе се навратам сега на здравствениот систем. Мојата најмала ќерка има проблем со очите исто така. Јас мислам дека и за денот 15 октомври кога беше ден на лицата со оштетен вид, го спомнав тој проблем и се уште јас себе тогаш кажав и сега кажувам, се уште јас чекам мене да ме повикаат на редовна контрола да се направи на офталмологија, затоа што кај не постои ризик за генетско нарушување. Да го има истиот проблем што јас го имам. Значи, пошто јас го имам изгубено видот од глауком, тоа е очен притисок, и постои можност и кај неа да се појави затоа што генетска предиспозиција, така да кажете. Да. Што самите офталмолози ми препорачаат дека јас морам секој месец да ја носам, еднаш месечно, значи да ги се контролира за очниот притисок. Со оглед на ризикот и опасноста која што постои, нели? Така, и јас од значи крајот на август до сега се уште чекам неа да го измерат очниот притисок. Чекаме термин, сакаш да ми кажеш. Термин или пак еднаш кога отидов не може да го измерат, нема начин, нема метод како да го измерат, затоа што она има повеќе диагнози на самото око и нистагносот не дозволува, нели, она со нивниот модел, нивната опрема што има тука, нели, на кој принцип го мерат тој очен притисок, има доста современи апарати кои што нашата клиника ги нема и од таа причина они не можат да измерат. А во моментот најмалата ќеркичка не е баш во состојба да го чекаме терминот, туку треба нели што веројатно навремено да се извршат контроли, Значи што ако кај неја се појавен тој очен притисок? И кај мене истото беше, исто ме третира како и неја сега. Јас многу пати сум спомнал, не сакам да се повтори тоа што мене ми се случило. И ме лекува, јас го губев видот, они ми дава Б-комплекс терапија и некој проколин капки што секој може да ги користи. Што се вика? А беше сериозен проблем. Ми се губеше видот. Ја го губев константно, а они ми дава само таква терапија и ништо повише. Ја требаше да одам надвор од државата за да ми кажа дека го имам тој проблем и на крајот не ми дава конзилијарно мислење за фондот да ми рефондира дел од средствата што требаше да одам ја во Русија на операција. Ова се случи на која возраст го се? Тоа се случи негде на 18 години, 19. Значи полнолетен веќе кога? Да. И еве сега истиот проблем не сакам да се случи и со мојата ќерка. Јас значи све ќе направам сега, повеќе изгубив надеж од наши институции и ќе морам да одам надвор од државата да си ги правам тие контроли, тие прегледи
да не се случи истото. Исто така, друг проблем што го спомнав и на 15 октомври е тоа што се уште ние не можеме да го оствариме правото што под наводници, бар јас тоа така ќе го кажам, тоа право го нуди државата, таа услуга, образовен асистент. Ние се уште не можеме да добиеме термин за таа комисија МКФ, така под назив е, да треба да оди на таа комисија моето дете за да му се додели образовен асистент затоа што Исто збориме за најмладата киркичка. Да, она е сега прваче и неа секако и треба образовен асистент затоа што веќе има проблем со видот. Да, зад камери ве споминавме нели со Ивана така сите дека практично на располагање постојат образовни асистенти, меѓутоа се уште не може да се закаже термин. Јас она што можам да го заклучам, државата ни нуди услуги, меѓутоа гледа што помалце корисници да има. Јас тоа можам да го заклучам. Не може таа комисија зашто ја формирале таа комисија? Кога мене од клиника ми дале документи дека детето има проблем. Таа комисија што само да ми искуца еден документ и да го потврди моментот што го кажале овие на клиника, ништо повише. Да, токму ваквите деца и генерално и граѓани треба да бидат приоритет кога зборуваме за она што треба институциите или државата да го возможи и кога сме веќе кај таа тема, добро е и денес да позборуваме за тоа што би можеле да направат институциите вака од ваша перспектива, од сите оние предизвици со кои вие секојдневно се соочувате, за да го поддржат тој автономен и активен живот што би требало да го имаат лицата со попреченост. Значи, вака јас ние фативме сегмент здравство, образование, но ако зборуваме за целосен квалитетен живот и неопходни услови за живот на лицата со попреченост, што е тоа кое што треба да го возможат институциите? Значи, вака јас прво ќе кажам, не се само институциите проблем. Проблем сме и ние граѓаните. Да, тоа е втората точка. Така. Но да, меѓутоа, не сакав да се надобрзам затоа што тие институции, тие што ги водат тие институции, ние ги ставаме на таа функција. Сега ние кои ќе ги ставиме на таа функција, они што ќе ни доделат, тоа е веќе друго. Сега да останам на првата тема. Што е она што треба? Најпрво е потребно да обезбедат помагала. Основните потреби. Помагала, основни потреби, кои што на нас постојат. Да не постојат, значи не можеме да бараме од државата, од институциите да измислат нешто што не е постоечко. Министерство за здравство не обезбедило ниту едно помагало во изминативе неколку години. Ова едно стапче што јас се служам со него за да можам да се движам, да функционирам. Јас со не знам со какви маки како сега да ви опишам се борам за да го обезбедам. Да, има можност сега ова што го земав од Сдруженијето на слепи. Меѓутоа јас во тоа Сдружение на слепи треба да платам чланарина за да го земам ова стапче. Што Сдруженијето на слепи е финансирано од страна на државата. Друга работа, имаме апарати за мерење притисок, кои што може да ги користат слепите. Има апарати за мерење шеќер, кои што може да ги користат слепите. И уште многу други, конјска вага, кој што исто може да ја користат слепите. Меѓутоа не е достапна овдека кај нас. Во соседните држави ги има, кај нас ги нема. На крајот на краиштата нека ги донесат, па ние ќе си ги плаќаме. Али што сепак, нели, ова е веќе помагало што би требало државата да го обезбеди. Сме говорили со тебе во тие студентски денови конкретно за предизвиците и во образовниот процес, меѓутоа ти беше еден од можеби најпосакуваните легитимно студенти и ученици, секако и ке професорите, тоа сигурно го помнам, секако и
многумина од нашите колеги, меѓутоа дека беше голем предизвик, можев и ја да посведочам. Не знам од тогаш до сега она што има некаква промена или можеби од таа оскана некоја летаргија се променила, бидејќи денеска растеш 3 керки, живи и здрави. Претпоставам дека можеш да ги воочиш разликите, особено да речеме керкичката твоја најмлада која што за жал се соочува со мал проблем. Така. Јас накратко ќе го спомнам оној дел каде што сега пред малце го кажа студентските денови на факултетот немаше услови. Но јас кога се појавив таму создадоа услови. Апсолутно се согласувам. Значи они требаше да се соочат за да ги адаптираат своите. За да ги адаптираат своите. Јас значи тој период оние сите онаа целата литература што нели ја имавме, мене ми се правеше, значи во студио ми се претвараше во аудио формат, од црн тисок во аудио формат. За да можеш дома потоа да ги учиш лекциите и содржината и теоријата. Ќе го спомнам сега и господинот Ѓорѓи Иванов, тогаш беше продекан за настава на факултетот. Он по негова иницијатива ни обезбедија уреди за да ги снимаме предавањата, за да можеме после тоа нели да се ги префрламе дали со USB и да можеме да ги слушаме, пошто вие колегите си стававте забелешки, си запишувавте, ние тоа не можеме да го направиме. Значи дупла работа секако дека беше нели неопходно и потребно некој пат може да се. Така и тоа ни го возможија тој период. Сега образованието сега исто така има и други студенти кои што завршија успешно. Се се темели на оној дел каде што треба да се појавиме, па тогаш да ни се овозможат услови. Да, никаде да ве слушне, да види и да го овозможи оно кое што е потребно и необходно и без тоа. Но, Гоце, вие сте факултетски образован, рековме факултет новинарство, сега исто така не информираше и дека, се информиравме дека имате и факултет медицина, така? Не, факултет медицина не, меѓутоа медицинско имам. Медицинско училиште? Да. Добра. Да. Значи, факултетски образован човек кој што би требало да заземе место во општеството, ако зборуваме за работно место. И да ги ужива сите придобивки од истото. Така е, да. И од тука е добро да споменеме за можеби вештините и талентите на лицата со попреченост кои што почесто се занемарувани или не се забележуваат. Па вака, значи јас ќе бидам и критичар и самокритичар. Значи пред се работодавците се плашат дали ќе бидеме корисни за нивната куќа или нема да бидеме корисни. Зошто? Затоа што уствари не знаат кои сме, што сме и што можеме. Но од друга страна па и не ни дозволуваат да покажеме. Да се даде шанса за да се види така. Точно, значи не дозволуваат да покажеме што можеме, па ако нели не можеме, ние сами ќе се повлечеме. Што би правеле таму кога не сме корисни ни за себе, ни за работодавецот. Проблемот со вработувањето, јас можам да кажам, почна да се решава во времето, може да и вие се сеќавате, оние 300 вработувања што беа преку Македонски шуми уште 2015-2016 тој период беше, тогаш вработија 300 лица со попреченост и од тогаш навака повторно се соочуваме со голем проблем за да влеземе на некоја работна позиција, да бидеме корисни и за себе и за општеството, затоа што повторно ќе спомнам која е целта мене државата да ми дава помош, но
не ми дава можност да покажам јас дека можам да градиш кариера. Да градам кариера. Во другите земји има тој систем е многу поинаку воспоставен да сите или 80% од популацијата што се во државата лица со попреченост и се наоѓа позиции, се наоѓа работно место според нивните потреби побарувања, да можат да извршуваат некаква работа. Еве еден податок што го имав во Германија сега, значи оние кои што одбиваат работа и се укинува и на туѓа нега која што добиваат по основ на инвалидност. Да, што е логично ако може да работат така. Точно. Кој ти е најголемото можеби недоразбирање од страна работодавачите кои што и денес го имаат можеби за лицата со попреченост и дали вистина до ден денешен знаеш да ја почувствуваш таа и стигма од колеги, менаџери, баш не во зборови, туку баш во однос? Еве јас накратко само да кажам, новинарството го запишав и го завршив баш со таа цел да јас и во соодветен календарски период, тоа да го споменеме. Така, за да јас ми се овозможи во некоја ТВ куќа или радио емисија да ми се даде, простор да ми се даде да направам некаква емисија, како би го едуцирал нашето општество, нашите граѓани, сограѓани, затоа што јас ќе кажам колку се виновни и толку не се виновни. Не знаат они како да ни пристапат. Некои се плашат да ми пристапат. Како јас ќе се осетам, може ќе бидам се плаши да не ме навреди, да не додека има некој, јас морам да го спомнам тој момент, родителот си го воспитал детето многу убаво, детето на 5 годинки дојде ми дава пепелјара, ми носи папучи, ми става на нозе, ќе се препознае родителот кој ако ја следи емисијава што го воспитал така детето, исто така што сум слушал родители на децата и објаснуваат зошто јас го носам ова стапче кој ќе ме видат на улица, а има родители детето ќе праша од радозналост, нели мало дете го гледа, ова е нешто не секојдневно, што носи овој чичко овака? Дојди на вака, дојди. Остај го. Тоа дете што ќе разбере во иднина? Значи, ќе разбере дека тоа е нешто не битно, не... Да, тука започна можеби нели конкретно дистинкцијата или поделбата на нештото или нели како што кажав мутрова дека за жал лицата со попреченост во некои и други делови од светот се ставени на маргини. Да, но тука е добро и да пренесеме пораката или ете да кажеме во овој контекст и за можеби лицата кои што и се соочуваат, но и поретко се соочуваат, односно граѓаните кои се соочуваат или поретко се соочуваат со лицата со попреченост, на кој начин треба да биде и однесувањето и прифаќањето и објаснувањето на младите генерации, иако ќе се согласиме дека од ова што и досега го кажавте, тука се потребни системски решенија или промени заради тоа што не е само еден сегмент, дали работата, дали образованието, дали здравството, туку една целина, но ако зборуваме индивидуално, на индивидуален план или од тоа ниво, тогаш што е оно кое што самите граѓани при таквите средби или тој соживот треба да го знаат и да бидат поотворени? Оно што треба да го знаат е конкретно во мојот случај. Ја ништо не сум поразличен од нив, освен тоа што не можам да и прочитам некоја порака и така натаму, да и прочитам некој роман, некоја книга, а иначе во се останато сум искако и нив. Значи, нема некоја посебна причина што ќе не спречи да ние комуницираме, да ние за лице со количка, оно само ќе се бутка со количка, само ќе оди. Сега, он не може да се движи со твојата брзина, нели, па и со мојата брзина, јас се движам, имам нозе. Меѓутоа, он има проблем. Он не може да се движи како ја. Ама затоа пак јас ќе се прилагодам према него. Муабетот ни оди, ќе си направиме убав муабет. Тоа е тоа. А само критиката што ја спомнав преска пред 2-3 минути е тоа што ние самите живееме со предрасуди. Ние самите понекогаш се повлекуваме,
или родителите си ги затвараат своите деца од тоа што се срамат затоа што детето нивно било со некаква попреченост. Да. Значи, они самите го осудуваат своето дете. Да тоа во иднина не стане самостален човек, самостална личност која што во иднина ќе гради семејство и така натаму. Јасно, како што си ти еклатантен пример за истото. Така, некој исто така, мои исто судбеници се срамат да ги види човек, да ги видат граѓаните дека они не гледале. Се срамат од сами себе, значи они самите живеат со предрасуди, а и смета зошто некој други гледа со предрасуди. Не можеш да бараш нешто што уствари ти не го правиш. Интересно и неблагодарно е како кога нели еве ќе станеме што се вели од кревет и ги имаме сите тие потенцијали, не можеме да ги искористиме. Збориме сега за луѓе кои што еве немаме некаква конкретна попреченост. Не би правил нели сега некаква дистинкција, Гоце, меѓутоа си велам, а ти треба да станеш наутро и знаеш дека ќе се соочиш со неурбано уредување кое што веројатно создава несигурност кај тебе, да речеме, и кај наши колеги, наши семејни членови. Збориме за дупки на улици, паркирани возила, лошо поставени објекти, недостиг на звучна сигнализација. На неколку можеби градски семафори крстосници низ градот можам да ја почувствувам сигнализацијата звучна која што е неопходна, можеби, нели, еве конкретно за да можеш и ти да пристигнеш, што велиш, безбедно од А до точка Б. Не знам, еве, дали некој пат, еве, и ти, преку сега ќе ја споменеме таа граѓанска иницијатива на која што ќе работиш и сакаш да споделиш повеќе, можеби следната година, дали издруженијето за слепи лица и така натаму советуваат, еве сега имаме нови градски татковци, имаме, нели, нови избори. Дали во дневен ред се влезени можеби чекорите и точките за да се обезбеди совршена инфраструктура, особено да речеме еве лицата со попреченост. Значи вака, она што спомнавте нови градски татковци, веднаш ќе го спомнам делот. Јас сум од Ѓорче Петров. Во предизборието градоначалникот кој што е сега и беше изминатиот мандат, се шеташе низ паркот, знаеше да застане, се поздравивме, разговаравме, без да знам си направил фотографии, ги ставил на Facebook страна и така натаму. Сега не можам да стигнам до него. Ја баш сакав за овој ден да разговарам со него, да направи нешто, нели да го означиме денов. Не можам да стигнам од портирница понагоре, не можам да стигнам до него. Значи, пред избори, да, нека помине ова, ќе дојдеш, ќе разговараме, ќе правиме што треба. А сега каде е? Значи, од друга страна, звучната сигнализација што ја спомнавте на крстосниците, не е доволно прилагодена да може да се служат лицата со оштетен вид. Еве во Ѓорче Петров ниту една звучна сигнализација. Ниту еден семафор нема звучна сигнализација. Ниту еден семафор. Еве сега да кажеме имаме некаква надеж со овие камери што ги поставија, што најново што е. Па и возачиве ќе бидат малце по-културни, повнимателни, поспори. Така, во однос на паркирањето на возила, по пешачките патеки. Јас тој прошлиот пат го спомнав. Значи, паркирани возила на пешачките патеки. Сега едната по тротоарите има еден дел кај што е за велосипедисти, еден дел за пешаци. Затоа велам, ние се соочуваме, не да речеме за луѓе кои што... Да. И сега, на делот кај што е велосипедска патека, празно е, на другиот дел има кола паркирано. И сега јас кај одам, дали на велосипедска патека, па таму некој со точак ќе ми се... Каде идеш бе, тука е велосипедска патека? Затоа велиш ти не е само институциите, туку и самата свест која што ние, нели, како делуваме на тој начин. Дали мислиме дека кога ќе го паркираме возилото, ќе ставиме некаква пречка за некој
Макар на една минута да е, мене ќе ми направи проблем. А да не збориме, паркирал возило, тука контейнер за отпадоци, некој лице со количка сака да помине таму. Како ќе помине? Он треба да се симне од тротоар. Ако се кој е најчестиот превоз, да речеме ти со семејството кој го употребувате денес? Јас најчесто јавниот превоз го користам. Да. Има трпеливост и трпение, да речеме, некој пат нели можеби самите возачи на јавниот сообраќајен превоз или некој од нашите сограѓани да можеби и помогне. Повеќе Значи трпението кај досега било големо. Во ред со возачите, мислам, можеби некогаш како и ние самите и они, некогаш да се случи нервозни да бидат и така натаму. Брзање некој да проблем од гужви во сообраќај или проблем од работодавците што и направиле таму. И сега секој човек кога е нервозен може и да изреагира онака како што не сака да изреагира, меѓутоа тоа е момент. Но не сум се соочувал со проблем. Едино имаме со одредени бројки на автобуси кои што прават проблем, знае да не застане на автобуска постојка и така натаму, али у принцип проблемот беше што немаше редовни автобуси немаше. Значи ние знаевме да чекаме и по сат време, една што ми се случи мене да чекам 4 сати во Шутка автобус за да стигнам до овде. Да, и тоа реално е проблем и е доста време. Оно што и на почетокот го споменавме, предизвици во секојдневие, тој начин да се живее секој ден. Иако кон крајот на нашиот разговор зборуваме за тоа што за вас Гоце е дневна мотивација и покрај тешките моменти кои што ги поминувате во денот или во одреден период. Препоставаме дека децата се најголемото богатство кое што ти носат насмевка и љубов, ама Точно, децата се најголемо богатство што се вика благодет. Но како што вели Ивана, најголемата мотивација во тешките денови? Најголема мотивација во тешки денови е прво со здрав разум да направиме она што е корисно за нас, за мене лично, за моето семејство, за околината и за целата популација што е во нашава држава. Тоа ми е најголема мотивација. Дали веруваш дека можеби следниот 3 декември ќе Има биде промени? можеби ден кој што ќе говориме за реален напредок? Па еве ако после овој разговор па се појави некоја медиумска куќа или пак да кажам државата, тоест институциите си земат за право да ме повикаат, па македонска телевизија е под нивна капа, така може таму да ме вработат. Место да ми даваат пари од седење дома, нека ме вработат таму. Корисен максимално ќе бидам корисен за самата држава. Така е. Мислам за самата држава, за граѓаните. Ќе направам некаква емисија која што ќе ги едуцира. Да, сега како знаеш ли колку многумина во тој момент гледајќи ги те можеби на медиум ќе влеземе во очевли дека некој направил веќе реален напредок. Еве конкретно за тебе. Си имал ти средба пред да се запишеш на факултет со вакво лице? Апсолутно, ќе се сложам да. Не. Јас на факултет кога се запишав, дел од колешките па ме плачеа. Мислеа дека јас сум како ќе ме става така. После тоа кога целосно инхибиран и просто на израз хендикепиран дека ќе можеш да направиш нешто. Едукација на некој начин предонесува да ние бидеме сите останати бидеме поотворени и пријателски настроени, се разбира и со секогаш можност за помош, а не жалење на лицата со попреченост. И верувам дека точно оние пораки кои што требаше да ги испратиме денес или на овој ден, Гоце, заедно благодарение на вашето гостување тука ги направивме, иако тоа е еден само мал дел за тоа што треба да се направи, што треба и колку треба да се зборува. Така, ќе го искористам јас само овој момент накратко. Значи, факултетот ми беше предизвик, многу други работи ми биле предизвик, секој непознат терен каде што се движам, јас е за мене предизвик, дали ќе успеам да го поминам. Сега имам јас уште еден предизвик, ќе го искористам моментов да го спомнам. Тоа е
проблем со кој што сите се соочуваме, не само ние лицата со попреченост, меѓутоа сите граѓани се соочуваат со тој проблем. И од тој аспект јас сега инициирав една граѓанска иницијатива, откако проследив една изјава од господинот за економија, господинот министер Дурмиши, кога говореше за инфлацијата, за цените, минималните плати, како не може да се покаже така да се намалат цените, мене тоа ми беше Иницијација некаква во себе? Ми создаде некаква импресија, ме импресионираше да јас создадам сега една граѓанска иницијатива и да видам до кај се моите способности заедно со нашите граѓани. Значи, тоа што он го кажа, јас не се слагам, цените на производите се високи, може да бидат пониски, работодавците треба да се запрашат, трговците треба да се запрашаат и да не бидат себични, да ставате на граница, да знаат докаде може, докаде не може, да не бидат тие кои што мислат само на себе, а на граѓаните не. И затоа сега основав граѓанска иницијатива. Ја основаше веќе така? Да, и веќе бебе од кај вас, па и по другите медиуми тоа ќе излезе, и давам период од 2 недели на трговците, работодавците да се одлучат дали цените ќе ги намалат или платите ќе ги зголемат. Граѓанската иницијатива иде под мотото одлуката ќе биде наша, за удобноста ваша. Значи, се обраќаме према сите чинители кои што се за ние, граѓаните, да имаме еден достоинствен живот. Благодариме за гостувањето, ете и за ова кое што на крај го најавивме и го споминавте, за сите новости и актуелности ќе имаме можности во иднина да информираме. Ќе кажеме тука само дека ние се обидовме да стапиме во контакти со дел од Сдруженијата за лица со попреченост, но за жал не успеавме да договориме гостување за да зборуваме малку за активностите кои што ги имаат Сдруженијата и како работат на тоа. Кои што работат и на полето на инклузивност. Да, но ете и на денешниот ден не се оствари можеби целосно. Да, беа зафатени. Како и да е, Гоце, благодариме заради тоа што како еден пример за тоа како се живее со попреченост, поточно со уштетен вид, што треба да знаат граѓаните, што треба да направат институциите и како сите треба да гледаме токму на тоа и да, како што рековме, бидеме отворени, пријателски, секогаш со поддршка и со љубов. Продолжи да бидеш добар татко. Пред се, како до сега. Ви благодарам уште еднаш јас на поканата и нека не ви биде проблем тоа што Сдруженијата, инвалидските организации не дошле никој да гостува, затоа што тие веќе се претворени во туристички агенции, по моје кажано, се еден механизам за пари. Ништо повеќе. Благодариме Гоце за гостувањето и за вашата искреност. Убав ден на вас и на сите гледачи на вашата телевизија. Ти благодарам. Благодарам. Во продолжение одиме со наши комерцијални партнери, тука ќе направиме мала пауза, а потоа и одиме со Театар Куманово и Актерот Новитетите таму и успесите, да.